почитувани представници на Струмичката епархија, представници на Општинскиот совет, представници на министерствата, професори, директори, драги колеги. Добре дојдовте на промоцијата на книгата Средновековни тврдини во југоисточниот регион на Република Македонија од нашиот драг колега и автор на ова издание, доктор Душко Цветанов. Средновековните тврдини кои представуваат јадро од кое почнуваат да се развиваат градовите, функцијата која ја обавувале и нивното значење за овој регион во одредена временска рамка во југоисточниот регион на Република Македонија се предмет на истражување на оваа докторска дисертација и самата монографија е надоврзување на она што е истражено досега на просторот што го опфаќа Струмица и регионот што гравитира околу неа. Патувајќи низ страниците на книгата ќе започнеме со предговорот од професор доктор Елица Манева, која денес не е присутна во салата со нас, но јас ќе се обидам најдобро што можем да ги пренесам нејзините зборови. Во 2018 година на Институтот за историја на уметноста и археологија при УКИМ Скопје археологот Душко Цветанов со исклучителен успех ја одбрани докторската дисертација под наслов Средновековни тврдини во југоисточниот регион на Република Македонија, функција, значење и временски рамки. Овој обемен и мощно квалитетен труд со право е претечен во монографско издание, со што без сомнение ќе биде збогатена научната мисла во археологијата, како во регионот, така и пошироко. Авторот има солидно образование и искуство во примената на интердисциплинарен методолошки пристап, при што во рамките на одделни историски прилики успева да ги прикаже археолошките контексти, додолувајќи ги состојбите од средновековието во одбранбениот систем, социјалниот, економскиот, културниот, духовниот, демографскиот и во многу други елементи од секојдневниот живот на населението. Во таа смисла детално се обработени тврдините на селбите, градовите, комуникациите, религиозните и профаните објекти, некрополите, но и многуте движни археолошки предмети. Покрај теоретската подкованост, авторот има и неприкосновено теренско искуство и детални сознанија за археолошки остатоци во пределите што ги проучува пред се како некој што живее во таа област. Дополнителна предност за неговата успешна професионална приказна е и фактот што уште од првите работни почетоци неговите ангажирања се одвиваат и се уште траат во Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Струмица. Имено тоа е респектабилна институција, каде што со децении не се случуваат прекини во теренската, музеолошката, конзерваторската, истражувачката и публицистичка дејност. Како резултат на овие околности и на долготрајниот макотрпен процес на примена на проверени научни мултидисциплинарни методи со дополнителна критичка проверка на релевантни извори и теренски податоци, изнедрена е веродостојна интерпретација на сите достапни сознанија во расветлувањето на поставените проблеми. Заклучоците што при тоа се донесени со право, може да се окарактеризираат како дословна реализација на тешко достижниот постулат на одамна поставената научна максима, искажана од Такет за научна непристрасност, кон која треба да тежне секој автор, изречена во крилатицата Sine ira et studio. И авторот и делото со своите несомнени квалитети се за секоја почит и служат за показ на растот и квалитетот на немладата генерација археолози. Со почит, професор доктор Елица Манева. Пред да започнеме со официјалниот дел од промоцијата, би сакала да изразам голема благодарност до Министерството за култура и туризам на Република Македонија за издавањето на оваа книга. Особена благодарност и до сите колеги кои на било каков начин придонесаа за ова издание да биде целосно. Да се сконцентрираме малку конкретно на оваа студија. Почитувани дами и господа, почитувани колеги археолози, историчари на уметноста, архитекти, сите заштитари на културното наследство. Пред нас се наоѓа публикуваната докторска дисертација на Душко Цветанов, кој децении назад, повеќе од една деценија, упорно и посветено работи на теренските и кабинетски истражувања на средновековните тврдини со фокус на југоисточна Македонија во периодот од 11 до 14 век. Денес ја промовираме оваа голема и максимално научно фундирана слика на средновековното цивилизацијско минато на југоисточните делови на Република Македонија од перото на доктор Душко Цветанов. Најнапред малку за личната карта на ова исклучително научно-истражувачко дело. Оваа скапоцена студија во издание на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Струмица е отпечатана во форматот А4 на 373 страници, придружена со 884 фусноти во тврд повест на македонски јазик со резиме на англиски јазик, со 7 поглавја, сметајќи го поглавијата заклучни согледувања
и со 34 подпоглавја. Студијата представува впечатлива, научна, би рекол енциклопедија, илустрирана со 300 колор илустрации, фотографии на карти, движни наводи, монети, планиметрии на локалитетите, остатоци од патиштата, мостови, археолошки ситуации од ископувањата, некрополи, панорами кон пределите и кон утврдувањата, објекти, планови на цркви, архитектонска камена пластика, фрески и така. Студијата терминира со 16 табели, систематизирани прегледи на средновековните локалитети според различни параметри за средновековните населби, населението во средниот век, средновековните цркви и некрополи, нумизматички остави и средновековни тврдини. Таа е фундирана со 205 референции. Ова обемна библиографска листа содржи речници, лексикони, енциклопедии и карти, музејски збирки, каталози, писмени извори, научни и стручни референции, студии, врз кои Душко го крепи, го фундира ова негово научно дело. Да погледаме сега одблизу есенцијалната содржина. Во првото поглавје историски прилики во југоисточниот регион на Република Македонија, 11 до 14 век, доктор Цветанов во 6 подпоглавја го воведува читателот во историските рамки на истражуваната територија низ времињата на предвизантиската династија Комнени, како и нивното време, потоа низ превирањата од 1185 до 1261, низ периодот на династијата Палеолози, како и во времето на падот на Струмица под османлиската супремација во 1382 година. Во второто поглавје, средновековни патни комуникации помеѓу средните теченија на реките Вардар и Струма, авторот низ 5 подпоглавја ги представува патиштата со мостовите, остатоците од колниците, што воделе од Струмица кон Сер и Константинопол, Дојран и Тесалоника, Штип и Скопје, како и вардарскиот пат од Демир Капија до Гевгелија. Во третото поглавје, развој на средновековните населби во југоисточниот регион на Република Македонија, 11 до 14 век, доктор Душко Цветанов во 6 подпоглавја можете детално се осврнува на занимањата, економските потенцијали и ресурси врз кои било одржувани и надградувана екзистенцијата на луѓето во средниот век и воопшто на развојот на средновековните населби, нивното население, некрополите и нивниот сооднос со населбите. Во четвртото поглавје, развој и континуитет на тврдините од антиката до средниот век, во Централен Балкан, авторот детално ги разработува создавањето на доцна античките утврдувања, чии што модус вивенди го следи и низ средниот век во обработуваната територија од 11 до 14 век. Се осврнува и на доцна средновековните утврдувања и нивните фортификацијски елементи. Во последното, особено значајно подпоглавје, Цветанов ги представува елементите на обсадите и одбраните на средновековните утврдувања. Во петото поглавје средновековни центри помеѓу средните теченија на реките Вардар и Струма, низ 5 подпоглавја станува збор за истакнатите градски и цивилизацијски средновековни центри во споменатата територија, Струмица и помалку познатите во научната литература Радовиш, Кончева, Ландово, Дојран. Во обемното организираниот систем за заштита на средновековните тврдени населби во југоисточниот регион низ Република Македонија, авторот представува систем на потврдени средновековни кастели за одбрана на градот Струмица, патиштата, долж северното подложје на Беласица кон Дојран, во Радовишко, по реката Крива Лакавица, како и на Вардарската магистрала. Поглавјето е придружено со многу колор илустрации, како и со 6 забележителни картографски сечоци, подлога Google, што мислам прв пат гледам нека наша студија, зашто му честитам на авторот, на која се нанесени денешните населби, средновековните патни траси, средновековните утврдувања, како и некои места споменати во историските извори. Во предпоследното 7 поглавје, одбранбениот лимес помеѓу средните теченија на реките Вардар и Струма во средниот век, авторот низ 3 подпоглавја детално зборува за византиско-српската конфронтација на средновековните центри на моќ на линијата Охрид, Прилеп, Просек, Мелник. Конечно, во последното
8 поглавје заклучни разгледувања, доктор Душко Цветанов ги резимира проучуваните содржини и сознанија, констатирајќи во континуитетот на античката цивилизацијска шема, Акропола град, од градија пред градија. И во средниот век тој се осврнува на влијанието на општествените и природни прилики врз средновековните населби, основните занимања на населението, економските потенцијали и ресурсите, развојот на средновековните населби со прирастот на населението и на убикацијата на средновековните населби споменати во изворите. Во заклучните разгледувања авторот подсетува на територијалната класификација на средновековните тврдини, како и на завладувањето на османлиите кога по 15-тиот век модусот средновековен кастел тврдина било заменет со помали одбранбени објекти кули, како семени тврдини што биле градени во сите градови по големи вароши, како што наведува самиот автор. Почитувани присутни, би подсетил за момент на премрежијата кога милениумската цивилизација на античката епоха згасна во втората половина од 6-тиот и почетокот на 7-тиот век, од налетите на аварите и од нив форсирани пред себе во самоубиствените напаѓачки мисии старословенските родови. Што се случувало по тоа? Автохтоното население е поделено. Помал дел елитите се поврекуваат на југот по мегалополисите Тесалоника, Константинопол и други јужни центри градски. Автохтоните народни маси се повлекуваат во високите планински прибежишта, веројатно со тенденции, или може би со тенденции на повлекување кон јужните територии. Ние многу малку тој дел, високите планински места каде што се заштитиле, значи, нашите предци, го истражувавме некои селишта планински. Подосна од 8, 9 до 14 век, Источната Римска империја, византиските владетелски династии од Константинопол се обидуваат да се вратат во испустените територии, меѓутоа конфронтирајќи се со силните пробиви на српската држава. Скопје, Охрид, силен пробив, значи, следувал низ Западна Македонија, особено во 13 и 14 век. Во еден момент е воспоставена она спомената конфронтацијска граница, што водела по хоризонтала приближно на средината на нашата Република Македонија. Очигледно е дека проблематиките на современите научни истражувања на средниот век ги бараме во малкуте постоечки извори, меѓутоа и во огромниот број археолошки локалитети на секаде низ Македонија, зашто се уште имаме недостаток на издржани научни студии. Во овој контекст, ценам дека доктор Душко Цветанов со својата исклучителна научна студија се придружи кон групата на четворицата величествени, кои се занимаваа, односно и се занимаваат некои и со југоисточниот дел од средновековна Македонија. Професорот доктор Томовски, значи човекот кој во на комунистичко време требаше да студира биологија, он сакаше биологија, меѓутоа му наредили да студира историја, може би подобра. Човекот со четворицата и силната волја околу средината на минатиот век тргна на своето легендарно научно-истражувачко патешествие. Човекот со автохтоно потекло, Томовски, пешачеше до средновековните градови помеѓу Вардар, Брегалница, Лахавица, Стромешница, Овче поле, Баландово, обидувајќи се да ги поврзе остатоците на средновековните градови со историските извори. Така ја публикуваше, например, статијата средновековни градови помеѓу реките Вардар и Лахавица и многу други студии. Потоа, професор доктор Иван Миколчич со неговата студија средновековни градови во Македонија. Професорот во 60-тите години од минатиот век го запозна средновековниот град на Штипскиот Исар. Интензивно истражувајќи антиката во Македонија, патен ги документираше средновековните утврдувања, што му овозможи да напише студијата средновековни градови и тврдини во Македонија, во која представи обемна археолошка слика со оглед за идентификација на средновековните утврдувања. Макар што ја рекол, тој повеќе беше античар, отколку средновековист. Но тоа ни остави една огромна слика која ние понатаму нешто ќе се надградува, нешто ќе се елиминира, така натаму. Третиот од четворицата величествени е магистер Зоран Рујак, кој после околу 2 децении детални археолошки ископувања и истражувања и подлабочена кабинетска анализа на сознанијата и создаде моќните археолошки студии Цај Николи Струмица од предисторијата до Римското царство
и цареви кули Струмица од Римското царство до доцнија среден век. Денес незаобиколени реперни референци за античкиот и средновековен град на царевите кули Струмица и воопшто за античкото и средновековно минато на Струмица. Па е четвртиот е доктор Орданче Петров од Институтот за старословенска култура Прилеп, кој што се вбројува во оваа мала група врвни учени посветени повеќе од деценија на истражување на значи тој посвети повеќе од деценија на истражување на средновековните земи на вертикалните карпи околу 9 капија, тој преку истражувачките, но максимално посветени теренски археолошки истражувања на Челевечко кале Челевец и околните кастели, создаде монументална научно фундирана слика на средновековниот град Просек на Вардар. Тоа беше неговата докторска дисертација. И петиот е, значи, доктор Душко Цветанов, со средновековните тврдини на югоисточниот регион на Република Македонија од 11 до 14 век. Значи, на ова високо плато, наоѓајќи се на ова високо плато, со една преисторија од повеќе од една деценија на интензивни теренски кабинетски истражувања, тој сознанијата ги вложи во своето монументално дело во развојот на Република Македонија, како детална, методолошки и интердисциплинарна научно продлабочена слика на археолошките контексти на средниот век на земјите источно од реката Вардар со фокус на југоисточна Република Македонија. Тешко е да се набрајат многобројните истрпувачки на упорни теренски експедиции што Душко Цветанов ги реализираше придружуван со малкумина колеги, а тука ви го спомнал Ване Секулов, Игор Ширтовски, до малку истражените и познати средновековни градови, тврдени истражувајќи ја средновековната комуникацијска мрежа, религиозните и профаните објекти, некрополите, движните археолошки наводи. Тука ви кажам, например, истакнал овие луѓе што ги спомнав, направија една, ја не знам, не сум чул за дека друг некој направил експедиција од Струмица до оној кастел Жалката над Валандолот, од 6 век, за да видат, значи они одеа по тој пат, со, мислам дека една ноќ спијат на овој шатор, значи, и по пат најдоа и локалитети нови, и колниците, колникот на патот, патиштата и тоа нешто, ниједна друга екипа не се слушал дека направила за никаков пат, а имаме, знаете, дели, добро од антиката, вија Игнација, вија Аксија, например, вија диагоналис и така натаму, па тие можеме лако нешто да направиме. Че можеме да учиме од Душко Цветанов. Во ваквиот контекст забележуваме дека тој самиот на едно место во неговата дисертација ќе наведе славата археолошка истраженост не представува пречка за проучување на средниот век, туку повод за расветлувањето на нашето минато во еден особено значаен период. И да одиме кон крајот. Мислам дека во рамките на постоечката научна литература за средниот век можеме да почувствуваме колку се малку научно продлабочените студии како средновековните тврдини на доктор Душко Цветанов би рекол за цела Република Македонија. Почитувани, поради сето ова, јас ја поздравувам и најтопло ја препорачувам студијата средновековни тврдини во югоисточниот регион на Република Македонија од 11 до 14 век на доктор Душко Цветанов до целокупната македонска и светска јавност и особено до научните круги кои се занимаваат со истражувањето на средниот век во централниот дел на Балкан, затоа што во неа се наоѓаат многобројни одговори за времето на средновековниот континуитет на цивилизацијата на патот кон денешното совремие. Така, Душко, јас ти од искрено и од срце ти честитам на бројните напори што ги вложи во студиозното проучување на средновековните цивилизацијски корени на македонскиот народ и ти пожелувам да положиш исто темпо со ист научен ентузијазам во истражувањето на македонскиот среден век за македонците и за Македонија. Благодарам. Следно го повикувам авторот на ова издание и нашиот драг колега доктор Душко Цветанов да ни каже повеќе детали. Промоцијата е пропратена со изложба на која ги представивме најзначајните средновековни споменици на културата во овој микрорегион. Нивниот релативно голем број укажува на активниот живот на овој простор. Со изложбата сакам да испратам силна порака,
широката јавност да се запознае со нашето значено средновековно културно наследство, да го истражуваме, да го заштитиме и да го презентираме пред светот. Зошто баш тврдините како цивилизацијска предобивка? Речиси секој битен историски средновековен израз и мит е поврзан со горниот град, акрополот тврдината. Тврдините са последното прибежиште, заштита, центар на моќта, последната надеж, чувари на знаењето, статус и стројност. Место за обстанок на поколенията кои битисувале на овие простори. Неми маркери кои високо над нашите градови силно говорат за нашето постоење низ вековите. Високо во небесна. Тврдините прибежиште, силна преградка за недозволените љубови. Мокните бедими на Троја е крена на обавата жена на своето време Елена. Љубовта е причина и за предавството на Струмичката тврдина од страна на Митската струна. Во тврдините се слушат молитвите на обсадените, плакот на поразените, јуришот на освојувачите. Нивните извици на победа, моментот кога се губи надежта и моментот кога се раѓа жертва за одмазда. Крик и молба за живот. На крај, дозволете ми да се заблагодарам до сите мои најблиски, до фамилија Цветанови, за поддршката на мојот животен пат, моите родители Георги Цветанов и Викторија, моите ќерки Марија и Викторија и мојата сопруга Слободанка. Да се заблагодарам на моите роднини, другари, колеги, пријатели за целосната поддршка во остварувањето на моите цели. Можноста да ја истражувам и пишувам, да го пишувам минатото на нашиот град и на нашата земја. Благодарност до мојот ментор и животен учител, професор доктор Елица Манева. Благодарност до професор доктор Виктор Лилчик, репер, човек со огромен придонес кон македонската археологија. Благодарност до моите колеги и теренски учители Ваня Секулов и Зоран Руек, со кој за прв пат дојдов во контакт со културните слоеви и вистински влегов во еснавот на археолозите. Благодарност и до Министерството за култура, кој го поддржа објавувањето на оваа монографија и изложба. Ова моје животно дело го посветувам на мојата покојна баба Драица Цветанова за безрезервната животна поддршка. Делата да зборуваат за нас, а не празните зборови. Струмицо, за тебе имам уште многу што да кажем. Благодарам на почета кој ми беше укажен, доктор Душко Цветанов.